Ништо не е тешко кога се сака. И не е проблем да најдете место за рекреирање и за уживање во зимските радости, доколку имате желба. Со оглед на тоа што зимскиот распуст трае до 20 јануари, а викендов најавуваат метеоролозите снежни врнежи на територијата на скоро цела Македонија, тоа значи дека децата на вистина ќе имаат можност да уживаат во зимските радости. Како да ги натераме децата да излезат од дома? Или ако повеќе сакате, како активно да го користат зимскиот распуст? На оваа тема ќе зборуваме со нашата денешна гостинка Катерина Златановска-Попова, обучувач за меки вештини. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре ве најдов. Секогаш ми е многу пријатно да бидам гостинка во македонската телевизија, прв пат кај тебе во твојата емисија. Благодарам многу. За честа и нам ни е чест што ве имаме вас. Значи, ве одбравме да зборуваме токму на оваа тема, затоа што мислам дека ќе успееме на гледачите, особено на родителите, па и на бабите и на дедовците, да им кажеме колку е важно и тие активно да земат учество во активното користење на зимскиот распуст на децата. Да, одлична тема. Ми инспирираше од моментот кога се слушнавме да се договориме за ова гостување и со голем интерес ги проследив репортажите кои пред малку одеа за препораките на професорот за спортување надвор, за користење на времето, на слободното време во активности и поминување повеќе време надвор. И сега доколку, условите не дозволуваат да бидат надвор децата, сметам дека можам да понудам и некои поинакви гледишта или поинакви перспективи за тоа што може да се прави внатре, а да не биде тоа класично гледање телевизија или пак играње на компјутер. Јас сум голем поборник за тоа дека децата од најмала возраст треба да градат вештини. А вештини градиме буквално преку се што правиме. И однес што ми дојде како прва инспирација, особено кога ги споменавте бабите и дедовците, би рекла дека дел од вештините кои можеби ги имаме подзаборавено, а беа и дел од образовниот систем, беше домаќинство, ако паметите, а тие вештини се однесуваа на секојдневни работи кои ги извршуваме во домаќинството, односно некакви вештини поврзани со моторика, градење на моториката, рацете. И сега да зборувам конкретно, бабите сигурно ќе се сетат како ни давале на задача да сплетеме нешто. За среќа тие се враќаат повторно, стануваат повторно актуелни. Се повеќе од младите се заинтересирани да градат такви вештини кои подразбираат да сплетат нешто, особено некаква играчка. Знам дека на интернет може да се најдат многу различни модели кои можат да се искористат и тие модели потоа секако младите можат да ги искористат потоа во некакви други активности кои ќе може да инспирираат или да поддржат некои ранливи категории. Јас во моментот баш работев на еден надпис кој беше поврзан со градење на социјалната солидарност кај младите. И тоа е во рамки на еден од Еразмус проектите на кои што работам и многу е важно да во овие вакви периоди кога децата имаат повеќе слободно време или кога се надвор од училиштето, да им помогнеме да ги применат знаењата и вештините од училишните клупи во секојдневниот живот. А тоа може да го направат само преку активно вклучување во некакви активности кои потоа ќе значат поддршка на ранливи категории, здружување за да креираат некаков проект заедно или да создадат некаква активност која ќе инспирира понатаму други млади луѓе. Дури во овој надпис што ви го споменав кој излезе скоро, има една преубава идеја реализирана веќе во Полска, каде што се гради врска помеѓу младите и возрастните, односно старите, пензионерите, и се создава волонтеризам, каде што младите учат од пензионерите, а пензионерите пак го исполнуваат своето време со тоа што споделуваат свое знаење и искуство на помладите. Заедно можат да креираат некакви проекти или активности.
Ова веројатно ќе биде добредојдено за сите оние кои што остануваат за зимскиот распуст во местото на живење или пак можеби се отидени кај баба и кај дедо на гости, но со оглед на тоа што деновиве пак имаме и висока концентрација на загаден воздух во поголем дел од градовите во државава, ете, не мора да бидат надвор, може да бидат дома, но да не бидат пред компјутерот, телефонот, таблетот и телевизорот. Кога го спомнавте, ова ме вративте мене во детството. Да, баба ми ме научи да плетам и се уште го чувам шалот кој што го сплетив самата, иако после тоа и немав таква љубов. Или можеби избегнував некакви обврски. Со оглед на тоа што младите родители денес имаат се помалку време и за себе. Уште помалку време за да се занимаваат со некакви рачни работи. Можеби ова ќе дојде добро во миговите на слободно време на сите, семејството да биде ангажирано, окупирано и заедно да ги поминат тие моменти, тие часови. Да, дефинитивно. Она што јас сум мајка на двајца тинејџери сега, нашиот фокус кон градење на вештини е повеќе насочен на тоа да градат малку посериозни вештини во однос на дигитални алатки, креирање на различни материјали, проекти, производи. И кога ќе се навратам назад на времето кога моите деца беа мали, она што знам дека многу сакаа да прават беше да изработуваат нешто, да создаваат нешто од некакви остатоци кои ги имаме во домот. Се сеќавам дури во моменти на лудило, земав еден од белите чаршафи кои ни служат за постелнина, им дозволив да стапнуваат во боја и потоа да трчаат преку чаршафот и така да практично нивната постелнина ја декориравме со нивните стапалки кој остана како еден траен спомен. Да. Да, морам да признам дека знае да биде хаос, особено во однос на тоа да бидат подготвени дека потоа ќе треба да се чисти малку, но и тоа е дел од вештините во животот, кои што ќе им бидат потребни во животот. Точно, но задоволството, радоста, моментот на заедничко споделување на работите, на вистина е многу бесценето и независно да се согласувам дека и работите, обврските во домот, вклучително најосновните работи, не учат на некакви вештини кои потоа сепак се пресликуваат во секојдневниот живот кога ќе станеме возрастни. И ме потсетивте на уште нешто кога го споменавме и компјутерот и дигиталните вештини, точно сега за божитните празници. Моето кумашинче Андри со неговиот другар Јован извадија убава преработка на една песна, пијано верзија на Бисер Балкански. Тие ги здружија своите вештини, Јован неговите музички виртуозни вештини, Андри неговите дигитални вештини, за да го креира видеото. И тоа е нешто што е во временско за 15 годишни тинејџери. Затоа јас секогаш настојувам да ставам фокус или да ги поттикнам родителите возрастните да ги бараат интересите на децата и да ги поттикнуваат и да ги ослободуваат децата да работат на тоа да ги развиваат своите интереси и да ги претвараат во вештини кои ќе може потоа да ги применат во секојдневниот живот. Со оглед на тоа што живееме во дигитално време, со оглед на тоа што некако сите станавме зависни од таа модерна технологија и веројатно најстрашно е тоа што сите патиме од номофобија, односно да не го заборавиме некаде мобилниот телефон, бидејќи тој ни е се во моментот. Ова што го споменавте сега, постојано велиме децата да ги тргнеме од компјутерите, но ова што вие сега го спомнавте, тоа значи дека децата можат да бидат и пред компјутерот, но корисно и умно да го искористат како алатка, а не да играат игрици по цел ден. Да. Мојата препорака
е да всушност се обидеме да ги поттикнеме да градат вештини. И да ги бараат вештините во се што прават. А буквално се што правиме во секојдневието, особено ако го правиме и со љубов и со страст, на крај ќе донесе одличен резултат и дополнително ќе помогне во градење на една убава, здрава, позитивна млада личност. Може би, еве, мојата генерација и тие пред мене, ние бевме навикнати некако да имам секогаш да ни даваат некакви обврски во домот. Сега ние како родители се обидуваме да ги поштедуваме децата од такви работи, затоа што одиме со девизата ќе работи цел живот, сега нека одмори малку ако може. Да. Грешиме ли тука? Да. Морам да признам дека грешиме. И како што наставникот по физичко убаво спомена дека ние како родители сме примери за децата да излезат надвор и да спортуваат, истото се случува и за тоа како децата ќе се снаоѓаат понатаму во самостојниот живот, бидејќи нели треба да ги опремиме и да ги обучиме да можат да живеат самостоен и независен живот. И она што е многу важно, секогаш го нагласувам, е да не забораваме дека миењето на садови е вештина, не е физичката акција, туку прецизност, посветеност, темелност. Тоа се вештини кои ни требаат за реалниот живот, кога ќе отидеме на работно место. И не е само женска обврска. И не е само женска обврска. Редењето на машината за садови, доколку имаме таква привилегија да имаме машина за садови, повторно, значи фокус кон детали, убаво да бидат сите наместени како што треба, да ги собере сите садови внатре, значи планирање. Вештини кои ние всушност не ги гледаме, а се во рамките на секојдневните највообичаени обврски што ги извршуваме. Има една преубава книга од еден американски генерал, се вика "Прво започни со тоа да го наместиш својот кревет". Најтешката работа за тинеџерите. Да, ама она што е прекрасно е дека всушност кога ќе воведеме рутина, ред, да денот го започнеме со тоа дека ќе си го наместиме креветот, потоа ни е многу полесно да го испланираме денот. А планирањето на денот, планирањето на активностите пак се директно пресликани во нашиот секојдневен живот како возрастни луѓе. Ве слушам и верувам дека голем дел од нашите гледачи, особено ако се баби и дедовци, веќе имаат идеја што од утре да почнат да прават со своите внуци доколку се кај нив, за да ги научат на тие меки вештини. Да, дефинитивно се што можат да направат од секојдневните мали активности е нешто што ќе им остане како безценета вредност за понатаму, да можат да во животот не само имаат нели можност да опстанат, туку и да бидат опремени со оние баш такви животни вештини кои сме ги подзаборавиле, ги поштедуваме младите, а секако им се неопходни во ова ново дигитално време. Тоа ќе не прави различни од машините. Секако. И се разбира ќе ги научи децата да се социализираат, да се дружат, па и семејството повторно да биде собрано заедно околу некаква активност, а не секој да си гледа во својот телефон и да се дружат виртуелно. Да, во поглед на дружењето, уште еден од проектите на кои што активно работам е Стоп за брзата мода и ова знам дека многу ги инспирира девојчињата. Значи уште утре може да се соберат неколку другарки, да најдат неколку парчиња на облека која што веќе ја носеле, нели тоа е сега многу важно кај тинеџерките. Се уште премногу консумираме гардероба, а пак таа гардероба е огромен загадувач на животната средина. Да, модната индустрија е најголемиот загадувач. Така. И сега одна што они може да го направат е буквално да ги трансформираат своите парчиња облека во тоа, со тоа што ќе додадат нека монистра, ќе додадат некој цртеж ако сакаат нешто да нацртаат, да сошијат
од едно парче, некој цвет, например, од некоја стара марама да исечат и да додадат на некоја нова блуза, или да научат вештина како да прават некакви брошеви од парчиња гардероба. Бесконечни се можностите, особено што пак овие генерации се многу вични да истражуваат и да бараат туторијали на YouTube. Мислам дека може веднаш да создадат чуда. Одлични идеи за тоа како паметно да се искористи слободното време, па дури да се побара и совет од компјутерот, а тоа да не биде залудно губење на времето. Катерина, мене ми беше задоволство што денес бевте дел од нашата емисија и што еве вака многу едноставно не подсетивте на некои работи што може да ги правиме сите заедно со децата, доколку немаме можност да ги однесеме на зимување, и распустот во град може да биде корисен. Да, и не ги поштедувајте од домашни задачи, тоа се вештини за во иднина. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето.